казармата Јане Сандански денес се одбележа 72 годишницата од формирањето на младинската ударна бригада Димитар Влахов. Ова е ден на втората механизирана пешадиска бригада во Штип. Со низа пригодни свечености беше одбележен овој важен ден за армијата. Своје излагање имаше командантот на вториот механизиран пешадиски баталион, подполковник Горан Петрушевски. На денешен ден, пред 72 години во селото Митрашинци Беровско, е формирана 14-та младинска македонска народно-ослободителна ударна бригада Димитар Влахов. Својот борбен пат, веднаш по формирањето, го започнала на 18 септември во 1944 година во районот на селото Будинаци со задача да го запре напредувањето на фашистичките сили кон Виница. Следна задача на бригадата била изведување на операција за ослободување на Кочани, а потоа го продолжува својот борбен пат по десната страна на реката Брегалница на правецот Кочани Штип Свети Николе. Денес вториот механизиран пешадиски батальон представува војна сила достојна за почит, пополнет со професионален персонал обучен и извежбан за извршување на борбени задачи во сите услови и во согласно со стандардите на земјите членки на НАТО. Батальонот е опремен со современи борбени и неборбени материјално-технички средства кои овозможуваат успешно извршување на дадената мисија. Пред се одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, давање помош на населението при отклонување на последици од елементарни неповоди и други несреќи и давање помош на граничната полиција на Министерството за внатрешни работи при обезбедување на државната граница за време на кризна состојба. На втората механизирана пешадиска бригада, бригадниот генерал Зоран Милевски ги анализираше досегашните успешни активности на армијата на Република Македонија за време на кризни ситуации и елементарни непогоди, што значи уште еден доказ дека АРМ овде е секогаш за заштита и помош на граѓаните. И покрај секојдневните задачи и активности на вашата единица, најголем предизвик во период меѓу двата празника беше и се уште справување со мигрантската криза на нашата јужна граница. Вие бевте првите кои што пред повеќе од една година застанавте храбро и решително на нашата граница, бевте први кои го прифативте и запревте огромниот бран на мигранти кои дотогаш непречено и неконтролирано ја минува нашата територија. Од тогаш па до денес единици од вашиот батальон заедно со останатите единици од првата механизирана пешадиска бригада цврсто и будно стојат на нашата јужна и северна граница и ја гарантираат безбедноста на нашите граѓани. На полето на соработката со цивилните структури бевте исклучително активни, помагајќи секаде каде што беше потребно, вклучувајќи се во акции од општествен интерес. Бевте присутни на теренот низ целата зона на одговорност. На одбележувањето на празникот на АРМ на истакнати поединци им беа врачени признанија и награди. Исто така беше положено и цвеќе на споменобележјето на Македонија во касарната Јане Сандански.